Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер, почитувани граѓани. Прво сметам дека е добро што денеска имавме можност да разговараме за една интерпелација на еден министер од оваа влада, да се отвори дебата како што доликува во собранието. Имавме можност, мислам дека и во добра мера, иако можеби пропуштивме нешто, да покажеме дека можеме да имаме една цивилизирана дебата на која што ќе ги соочиме аргументите за тоа што и како е направено, што било ветувано и така натаму и така натаму. Меѓутоа, колегите кои што говореа до сега кажуваа и кажаа многу аргументации, кажаа многу факти и сакам да кажам на почетокот дека клучниот аргумент зошто беше оправдана или зошто е оправдана интерпелацијата за работа на министерот за земјоделие Цветан Трипуновски во овој момент е тоа што се покаже на самата седница од страна на министерот. Прво, една крајна непочит кон собранието и кон пратениците, едно дрско, арогантно, безобразно однесување со закани кои што не треба да ви падне на памет заради тоа што вие сте овде гости, не сте тие кои што нас не бираат, туку ние вас ве бираме. И заради тоа што покажавте дека и денеска сметате дека се уште вие не сте министер, туку кандидат за министер. И токму заради тоа, ако така се однесувате, како да не сте министер, туку сте кандидат за министер, тогаш не може да разговараме ниту за резултати. Говореа колегите и за суспендираниот ИПАРД, зошто тие 128 милиони евра европски средства се уште беа блокирани и не можеа да дојдат до крајните корисници. Зборува и за многу промашувања во кадрските политики кои што ги направивте. И јас не би сакал повторно да повторувам, ниту да зборувам, ниту за корупцијата, ниту за криминалот, ниту за тоа што се случуваше во ресорот, ниту за вашиот советник од кабинетот, ниту за налозите и врските кои што таму ги правеле во однос на таа работа. За тоа нека говорат институциите, тие кои што се задолжени, оние кои што преземаат сега одговорност тоа да го прават. Меѓутоа, јас ќе зборувам неколку работи за оние кои што немаат можност за пресконференции, немаат можност за моќни адвокати, немаат можност за политичка заштита. Тоа се луѓето кои што работат директно на терен во земјоделието, луѓето кои што се македонски земјоделци, на кои што се повикуваме не само вие, сите политички субјекти од осамостојувањето до денеска дека тие се основата на македонската економија, Македонија најземјоделската земја и така натаму, многу повеќе загрижени тогаш кога не сме во можност нешто да правиме, отколку кога има можност нешто да се прави. Така и лозарите, и оризопроизводителите, производителите на пшеницата, млекопроизводителите и сите оние кои што денеска се прашуваат во Македонија, дали е истиот Цветан Трипуновски тој кој што доаѓаше секој ден низ Македонија, да кажува колку имало лоши, погубни политики и така натаму претходно, или сегашниот министер кој што ги заборел веројатно тие ветувања, кој што денеска не се бори со таков елан и жар да ги оствари работите кои што треба да бидат остварени. И ако почнеме да видиме што е тоа што во овој момент имаме како сериозен проблем, тоа е што факт е дека вие сега во моментот немате исплатено голем дел од субвенциите. Ако програмата која што ја донесовте во февруари месец, 26-та, е со обем од 6 милиарди денари, тие финански средства, за волја на вистината, така се почнувало и претходно во владите. Биле околу 6 милиарди, па се зголемувале понатаму со репрограмирање и со ребалансите на буџет.
Меѓутоа, тоа што се исплаќало во април, во мај, во март како дел од субвенциите, ова година не се исплаќа. И земјоделците бараат одговор да видиме зошто е тоа така. И вие како одговорен човек пред се, па и како министер, треба да излезете и да кажете има причини зошто тоа се прави или нема причини зошто тоа се прави. Тие одговори ги очекуваат луѓето кои што чекаат да земат субвенции. Второ, моите сознанија сега говорат дека се подготвува ребаланс на буџетот, дека сите единки на буџетските корисници имате добиено насока или, ако сакате, допис преку Министерството за финансии да намалите минус 5% од расходите во сите министерства и буџетски единки. Ако е тоа така, или ако се потврди, дали тоа значи дека нема да имате ребаланс во кој што ќе зголемите финансиски средства за субвенции и дали на тој начин ќе се прати пораката дека луѓето нема да ги земат субвенциите до крајот на годината заради веројатно познатите причини дека ситуацијата не е во најдобра кондиција буџетот и финансиските средства. Ако се фалиме со мерките кои што се за лозарите, ќе се види дека тие останаа на маргините во овој период. Не ги добија дополнителните 3 денари кои што беа или кои што ги бара. Беше укината мерката од 6000 денари по хектар за производство високо квалитетно грозје за премиум вино и авансната исплата од 12000 денари по хектар. Еве втор пример. Мерката 1.7 од програмата 2025 година за предадени јаболка, кој што до овој момент апсолутно не е исплатена. Значи, сите количини на јаболка кои што се предадени, најмногу во ресен и ресенско, од 15.8.24 до 30.6.25 година, до денеска не се исплатени по оваа мерка која што беше во тој момент. А за 25 година, знаете дека, односно вие на ваш предлог е тоа, дека таа мерка е укината. Понатаму, ори за производителите. Тоа се категорија на луѓе за кои што најмногу манипулиравте во периодот додека бевте во опозиција. За да денеска, не го кажувам јас ова. Ова го зборуваат и ориз за производителите, меѓутоа и оние кои што откупуваат ориз. Вие добро ги знаете тие, на кои што и сега, пред некое време, одевте им се заканувавте за да и оваа година го завршат тоа што сте ги натерале да го направат минатата година, да отидат во сериозен минус, ама тоа веќе нема да го прават заради тоа што никој не е луд да работи во држава, а некој од политички аспект да им кажува и да им се заканува дека ќе имаат проблеми во фирмите заради тоа што ќе треба да покрие нешто што апсолутно не било можно да се направи. И од тоа аспект мислам дека треба повторно да отидете и да кажете сериозно пред тие луѓе зошто тоа го правите. Ништо не е подобра ниту состојбата кај производителите на пченица. Погледнете ги откупните цени, погледнете ги дотациите кои што ги има и така натаму. И мислам дека никој апсолутно во оваа држава, во било кој бизнис, најмногу во земјоделието, не може да работи, да троши како производна цена повеќе финансиски средства од тоа што ќе може да продаде. Ако кошта производството на пшеница 20 денари, а ќе има откуп од 9 до 12 денари, кој е тој што ќе работи да оди во загуба? Ниту еден. А за тоа немаме никакви мерки кои што во овој момент се применува. Сточарите исто, вие кажувате да, укинавме субвенции, ги намаливме односно субвенциите за да немаме, не знам, рогови или поголем број на добиточен фонд, а сме зголемиле на млеко.
Не, потребни се и двете мерки заради тоа што ние сме далеку од минимумот кој што треба да го имаме како држава во делот на сточниот фонд. И тие субвенции не се направени случајно така. Туку треба да се зголемува и сточниот фонд, меѓутоа се зголемува и производството. И ако имаме мерки кои што ќе допринесат да се зголеми производството, да, тоа треба да го направиме, меѓутоа никако не смееше да се дозволи да се намали субвенцијата која што ќе допринесе и за неможноста за зголемување на сточниот фонд. Понатаму, кога зборуваме за генерално производството во земеделието, економската состојба во државата, еве ако сакате и во регионот и во светот. Знаете, имаме криза со нафтата и нафтените деривати. Таа не е предизвикана од Македонија, таа е на светско ниво. Меѓутоа, сите држави на Европската унија, сите држави во светот, преземаат низа на мерки кои што ќе значат субвенционирање, државна помош во одредени сегменти, за да може да им се помогне на луѓето. Кој од стопанството во Македонија нема нужност од ваква помош? Најмногу имаат оние кои што се најмалку заштитени, тоа се земјоделците. И сега, ако вие имате зголемување на инпутната цена на производството, ѓубрива, нафта и нафтени деривати, семенските материјали, храна за добиток и така натаму. Значи нема една работа која што е со иста цена и за која што не е зголемена. И јас не можам да кажам сега заради тоа што Цветан е министар за земјоделие или владата се зголемила цената. Не се зголемила заради тоа што такви се состојбите на светскиот пазар. Но јас можам да пренесам сериозна критика дека не превземавте ништо, апсолутно, ниту една мерка да им помогнете на земјоделците во овој правец. Еве денеска Европската унија определува плюс 500 милиони евра кои што ќе намени за земјоделците на земјите членки на Европската унија, токму наменети, укажува зашто е. Заради зголемувањето на инпутните цени во производството. Која мерка е донесена во овој период? Која е програмата која што ја понудите во владата за намалување на ефектите вакви, за да им помогнеме на земјоделските производители? И мислам дека мораме да се ставиме во ситуација, односно вие морате да се ставите во ситуација како министр, се преземале одговорност и да кажете, да видиме дали тие луѓе ќе може да ги покријат трошоците, дали ќе можат тоа што го работат, тоа од што живеат нивните семејства, да имаат барем минимум можност да преживеат во една ваква состојба, да се направи и да навистина излезат сите задоволни. Клучното прашање денеска е каде се парите, министре, за субвенции на земјоделците. И тоа е прашање кое што мора да го одговорите и тие луѓе да знаат. Ви благодарам.